Добра вечер и убава вечер од Ладо Павлов. Ова вечер е резервисана за една вистина која што за мене е поврзана со иднината. Една вистина која што покрај цвеќето на животот ние имаме уште еден доказ кој што е поврзан со случувањата денес на светска сцена. Дали тоа е случајно или не, ќе покажи времето. Јас ова вечер сакам конкретно да ви представам некои докази дека не се работи за некое турско отоманско писмо, дека не се работи за турски надгробен споменик, како тоа што умеат овие од пара музеј на Македонија, одредени лица, кои што ги има во секоја институција ова наша македонска паравлада, кои што одработуваат за вашите деца, како што кажа вчера, да бидат терористи. Значи, мојата тематика денес е нешто што е поврзано и со Александар Македонски. Александар Македонски во Куранот е запишан како Искандер. Исус е запишан како Иса. Во ова време, денес, на крајот на ерата на рибата, е времето на Иса. Јас би сакал детективски да ве прашам нешто, затоа што е поврзано со денешна територија на Балканот. И дали знаете дека сите овие приказки кои што ги имаме за гробот на Александар се идентични на приказките во стилот на Кирк Први. Дали знаете дека Кирк Први е персиски цар? Дали знаете дека Александар Македонски му дал најмногу почит? Исто, идентично како денес, што слушаме со ризници, со пари, со ова, со она, е идентично и со Кирк Први. Неговата царска, земска и небесна наметка ја остава на Кирк Први. Дали знаете дека овој персиски цар Кирк Први е поврзан со градењето на Соломоновиот храм и наводно на евреите им дозволил да го изградат? Моето прашање е следно. Ако Соломоновиот храм е поврзан со халидејците, со овие самопрогласени евреи или израелити, тогаш дали Александар Македонски е евреин? Затоа што најголемата почит ја дава токму Александар Македонски кога го освојува Вавилон на Кирк Први. Оној кој што дозволил да се изгради Соломоновиот храм, откако претходно бил уништен. Која е поврзаноста помеѓу Кирк Први и Александар Македонски и Соломоновиот храм? Поврзаноста, македонци мои, е дека Соломоновиот храм е во Македонија. А религијата која што е поврзана со Кирк Први и со Александар се вика Астра, е поврзана со една друга вистина која што е поврзана најпрво со писмото
Авеста и религијата позната како зороастратизам. Јас ќе ви дадам докази денес дека ова наша плоча, која што исчезна од депото на ОВР до Влочани и од депото на Основен суд до Влочани, го има токму писмото на Кирк први и на Авеста, или писмото наречено Авеста. Што бара ова писмо во Македонија? Дали поврзаноста помеѓу македонците и Кирк први е голема? Дали најголемите почити случајно ги правил Александар Македонски на Кирк први? Не е ништо случајно, македонци мои. Ако го погледнете филмо, а јас вечерва ќе го гледам уште еднаш филмот Александар Македонски, каде што ако го гледате крајот, ќе видите на кого го дава прстенот, на символот на зороастратизамот, тоест небесниот прстен. Александар носел два прстена, земски и небесни. Земскиот прстен го доделува на Пердика, неговиот генерал, кој што треба да ја преземе неговата иницијатива со завршувањето на неговата мисија во денешен Иран, тоест Вавилон. А додека небесниот прстен на неговата постела го дава на заштитниот символ на зороастратизамот и на Кирк први. Јас би сакал да открием уште една тајна. Една тајна која е поврзана со Александар Македонски. Тајна која е поврзана со Белград и со Кирк први. Таа тајна е градењето на Сингитиум. Градот Троја, град кој што после Тројанската војна не бил изграден. Една кола злато е однесено за да се направи денешен Белград од Александар Македонски. Гробот на незнаениот јунак, оному каде што според Павлов се водела големата Тројанска војна на Авала, е гробот токму на Кирк први. Идентично преместен, донесен оному каде што точно знаел од кого припаѓал. Кирк први е основоположник на зороастратизамот. Религијата на Кирк први и религијата на правите персијци е зороастратизамот. Александар Македонски бил тука. Још еден историски. Бил тука за да ова религија ја повторно возобнови. Затоа што во тој временски период Вавилон ја давал најголемата почит на Молохот. Она што денеска го имаме низ целиот свет. Или во превод, она што се прави во интерес на карето, во интерес на камениот буф, од страна на черепи и коски, од страна на Бушовци или Рокфелерови. Она кое што е многу интересно за Македонија е тоа што секаде каде што е поврзана Македонија и улогата на ЦИА, која што единствено таа успеа да ја покори УДБА, е улогата од Рокфелери. И таа улога започнува од 2005 година. Кога исчезнува прстенот од Пердика, генерал на Александар Македонски, и е во рацете на еден од синовите Мајкл Рокфелер,
а исчезнува од Мородбис. Така како што гледате, овој магнат, овој древен охриѓанец или древен жител на барата Плиска, кој што вноси поколение од барата Плиска од денешен Охрид, има за цел да ја поистовете Македонија во нивен личен интерес. Александар го освоил или го ослободил Вавилон од оние кои што тогаш во тој временски период го гаиле култот на Молохот. Ако знаете, први кои што го запалија Молохот беа жителите на Иран. Тоа е она за кој што сакам да разговарам, за кој што сакам да ве поистоветам со религијата на вечниот оган, религијата на вечниот пламен, за кој што морав да истражувам откако ја имавме ова плоча со Авеста писмо, кој што денес е украдена од Овара Довлочани, од Основен суд Довлочани. И не лажат, и не манипулират дека тоа писмо било турско или арапско. Не, тоа е древното писмо Авеста, на кој што се дават најголемите почести на Кирк први за дозволувањето на градењето на Соломоновиот храм. Каде, ако не во Македонија? Каде, ако не онаму каде што е пронајдено писмото и таа плоча која што се чуваше 20 години за да Овара Довлочани ја украде. Со нарачан претрес, со измислени сценарија, идентично како тоа што го правеа тие посебни полицајци со дискотеката Пулс. Нема разлика. Тие се секаде каде што треба да се одработи за пара влада. Али Бог е голем. Бог е голем. И сега тој бара лична карта, како овие посебни полицајци, учесници во сите грозоморни сценарија во Кочани, такозвани кукузелци, лична карта од нив. Бог бара сега од сите нив лична карта, како што тие мангупи кочански на 100 метара пред мојата куќа бараа лична карта. Не го знае никој Владо Павлов. И веруваат дека ќе се спасат од сите гомнарии кои што се правени во Кочани. Нека си веруваат. Како што веруваат и овие, дека овие плочи нема да се вратат во Кочани. Нека си веруваат. Плочата е синоним со писмо Авеста, кое што докажува и се заблагодарува на персискиот цар Кирк први за градењето на Соломоновиот храм, онаму каде што припаѓа плочата. Идентично како што не манипулираат дека цвеќето на животот било арапски символ, па дури и афионот, макот, тоа ги боле сите нив и затоа беа тие нарачани претреси. Затоа беа тие нарачани сценарија кои што се правиа со Владо Павлов, за да се сокрие вистината на вистинскиот, првиот и единствениот кој што започнал Соломонов храм во Македонија. Нема еден Соломонов храм. Има 13 Соломонови храмови низ целата земјина сфера. Ако знаете дека храмот на вечниот оган или пламен, кој што е поврзан со зороастротизмот и со Кирк први, и вистината зошто е дозволил Соломоновиот храм повторно да биде изграден, а најголемите почити му ги дава Александар Македонски, дури го и пронајѓа неговиот гроб и истиот го пренесува во Белград на Авала.
То значи дека Соломоновиот храм треба да го бараме или е пронајден во Македонија. Ако не е точно и ако не е вистина, сето тоа што го правеше Владо Павлов, тогаш зошто вакви нарачани сценарија праеше ова секташка организација која што му припаѓа на поклониците на Молохот, на оние кои што жртвуваат деца? А вашиот мок нема да помогне ништо, само ќе помогне на оние кои што работат против интересите на вашите деца. Бог одредил и Бог ќе дозволи да се вратат овие хронистани докази за Соломоновиот храм, за споменувањето на Кирк и градот на мирот, на ова плоча која што ја чувавме 20 години е украдена од посебната полиција во ОВР Довлочани, заедно со цвеќето на животот, и целта која што им е да се уништи вистината за првиот Соломонов храм, кој што бил ионизатор за прочистување на воздух. А такви имало 13, каде што централно бил поставен нашиот прв Соломонов храм, за кој што се пишува на Авеста писмо на ова плоча. Нашиот прв ионизатор за прочистување на воздух. Она што и те како е потребно денес. А тоа што е? Па и во тој временски период имало зголемена радиација, имало пандемија на канцер, имало пандемија на изливи на мозоци, имало пандемија на срцеви удари, затоа што приземјениот озон косел се пред себе. И немало друг начин да се намали дејствието на приземјениот озон. Како и денес. Погледнете, еве овде сме во Битола. Погледнете ја за многу кратко време Баба Планина. Може би сега ќе ја гледате. Ама некои денови не може да се гледа. Као да има магла. Е тоа е тај приземјен озон, што некој верува дека само во зиму го има. И тогаш и денес имало потреба да се прочистува воздухот, за да опстои цивилизацијата на земјата. Некој тоа го запишал и го оставил да се памети. Ама некој тоа сака да го сокрие. Затоа што Босна, според нашите сомнежи, е многу поблиску до древниот Иран. И некој сака уште повеќе да се доближи до шиитите и да ја представи дека е од Босна и неа и цвеќето на животот. Тоа значи дека ако е од таму е изграден и Соломоновиот храм на Балканот прв. А вие молчеливи македонци, колку повише молчете, толку повише ова секташка организација ќе се шири, ќе се зголемува и злото ќе роди поголемо зло од оно што било денес. Мора вистината да се кажува во очи на секого. Мора затоа што нов пулс во некој друг град нема да ни бега. Сакајте веруете, сакајте ич не веруете. Ама, она што е одредено, ќе дојде. Ова религија и сето оно што го знаете денес во ерата на рибата нема да постои. Во Куранот никаде го нема Мухамед нацртан во ниту една џамија. Идентично како што Исус не сакал да го има никаде.
Она кое што е направено денес и кои што не манипулираат со пламенот, со вечниот оган, брзо ќе заврши. Затоа што најголемите поклоници на Молохот не се веќе Персија или денешен Иран. Тија дадоа до знаење дека Молохот ќе го палиме и го запалија бикот кој што седеше на престол во древниот Иран. Идентично како македонците што го запалиле кога го освоиле Вавилон. Замислете, македонците со Александар Македонски низ цел свет се бореле против оние кои што жртвувале деца и го ослободувале народот на секоја држава, на секоја земја. А денес Никола Груевски прв бронзениот бик после Минчо Јорданов и Железара ви го стави во Скопје 2014. Замислете, македонскиот народ ни секоја земја се борел за враќање на љубов, за уништување на ритуалите кои што се правеле за Молохот, за бронзениот бик, за жртвувањата. А ние денес станавме најголеми поклоници на бронзениот бик. И не е чудо, така е запишено и во Откровенија. Во последните денови најубавата и најпрекрасната земја на Бог ќе биде обземена од големиот и од дрскиот крал. Тоа е денес. А таа најубава и прекрасна земја е Македонија. Ама во владение на дрскиот крал од библиските пророчанства. А дрскиот крал е онај кој што го гаи култот на Молохот. Оној за кого македонците со Александар Македонски се бореле да ги ослободуваат земјите една по една до Индија од овај култ на жртвување на деца. Сега ќе ви представам едно видео од Иран, за да и самите бидете сведоци на сето она што е и дали случајно таа плоча со писмото Авеста е пронајдена во околината на Кочани, каде што грижливо ја чувавме 20 години за да докажеме дека Јерусалим првиот е во денешна Македонија, за да докажеме дека Кирк први дозволил да се гради, како што знаете во Библијата, да докажеме дека најстариот доказ кој што му смета најмногу на Рокфелери за етерот е пронајден исто во овај најстар град Ерусалим. Нажалост, поклониците на Молохот и на дрскиот крал преку нарачено сценарио со посебни полицајци на господинот Темелков од Овара Дувлочани ја украдоа. А јас велам, ќе ја врати Бог. Затоа што има нешто многу посилно од овие поклоници на Молохот, затоа што на Бог му се најмили децата, а овие ги жртвуваат децата. Погледнете. Коим се Иран поноси. У питању е еден од најстарих градова читаве земле, познат како по својим чудесно лепи џамијама, така и по великом броју зороастријански храмова, зbog чега и добил надимак град јачне ватре. Најстариот град кој што ги има најголемите
храмовиот зороастратизамот, град на територија на денешен Иран, познат како град на вечниот оган. Овие храмови се поврзани со Кирк први. Овие храмови се поврзани со оној кој што дозволил да се граде Соломоновиот храм. Овие храмови се дозволени од Кирк први, а нашиот Александар Македонски го пронаоѓа неговиот гроб и со најголеми почести го устолчува заедно со неговата гробница, онаму каде што денес велат дека бил гробот на незнаениот јунак. Зошто Александар бил со најголеми почити према зороастратизамот, со храмовите на вечниот оган, за Кирк први, ако Соломоновиот храм не бил изграден во Македонија од онаму каде што Александар Македонски? Isto tako nalazi i zoroastrijanski hram gdje sam upravo sada poznat po ovom objektu kojeg ovdje vidite, ali ne znam da li čujete muziku sada oko mene, kako to smirujući izgledate. Музиката која што кажува има посебна фреквенција. Фреквенцијата на цвеќето на животот. Фреквенцијата на етерот. И не е таа фреквенција 470 херци. Знаете која е. Пишувавме за неа. Или пак вие македонци мои имате кратко памчење. Па и затоа кој стигне, ќе ни го прави ова што го прави. Nema nikoga ovde, bogata istorija, priroda i prilike da uživamo u jednom zaista prelepom ambijentu. Ова вистина е вистина која што треба секој да ја знае и секој самиот да ја утврди. Не може некој да ви ја даде на послушавник и сега да ме прашате што е тоа зороастратизам. Сега да ме прашате кој е тој Кирк први. Како што умеете да ме прашате после 20 години докази за Бела, каде е Бела престолнината? Ова вистина со ова нација, со овој народ е вистина за кој што Александар дошол и бил во Вавилон. Да го ослободи персискиот народ кој што го гаеле култот на зороастратизамот од онија во тој временски период, кои што биле поклоници на Молохот. И затоа, ако го гледате филмот, ќе видите дека Александар прстенот за небесното царство му го дава на заштитниот знак на зороастратизамот. Тоа е таа религија која што живеела во некој временски период, религија на вечниот оган. Ако знаете дека оганот е Богот во нас, ако знаете дека таа религија на вечниот оган, според Владо Павлов, е идентично поврзана со Македонија, религијата на македонскиот кутлеш. Дали имате прашања, македонци мои, зашто Александар Македонски дал најмногу почит на Кирк први? А тој персиски цар овозможил да се гради Соломоновиот храм. Зашто Александар Македонски го барал
Зошто и тогаш, во тој временски период, во времето на Александар Македонски, исто ко денес што се кажува за Александар, 50 милиарди евра вреде гробот на Александар. Трчете да го најдете сите диви копачи. Немојте да го заборавате и Палчо. Него прв да го земете. 50 милиарди евра. Такви приказки имало и за гробот на Кирк први. Кој го нашол Александар, му е дал својата царска наметка и дал наредба да се врати од онаму кај што потекнува. А потекнува од древното царство на пајонците. Од неговиот татко и од неговото или поколение на Дионис. Затоа и денес сите вие кои што велите и кои што го барате гробот и верувате дека вреди 50 милиарди евра, вртете се и прочитајте нешто. Колку имало во гробот на Кирк први? Персиски цар, кој што возможил да се граде Соломоновиот храм. А Александар Македонски му дал најмногу почит. Ако Александар Македонски е евреин, ќе верувам дека Соломоновиот храм е оному каде што ви кажуват. Ама вие кажете дали е евреин, халидеец. А ако е македонец, тогаш најголемите почести кои што ги дал Александар на Кирк е токму поради тоа што дозволил да се изгради повторно Соломоновиот храм од онаму каде што е Александар Македонски. Еве нова авантура за оние кои што сакат Кичановиќ. Нова авантура за оние кои што бараат начин како да имаат Кичановиќ. Од оно што ќе го слушнат од Владо Павлов. И истите тие утре ќе бидат најголеми противници на Владо Павлов. И истите тие ќе бидат најголеми мисионери за создавање на некои канцеларии за култура. Каква култура, бе, црномурести? Каква култура имате вие, бре, козле, бозле? Вие зборувате за Македонија. Владо Павлов не знаел ништо. Па дошол кај вас вие да му кажувате за Македонија. Културни македонци со канцеларии за култура. Арна култура вие дадевте. Уништите и оноа малку што беше македонско во времето. Каде што уште рани лечеме од вас. Со канцелариите за култура, за македонизам и за фалангата. Која култура, бре, која фаланга вие знаевте пред Владо Павлов? Јас сум дошол кај вас да ми кажете вие на мене за Александар Македонски. Тој исто како јас што отидов кај бившата жена да ми кажува за македонизаму. Зороастратизам и писмо Авеста е писмо кое што е поврзано со таблата кварцна која што се чуваше во Кочани, заедно со цвеќето на животот, за да ја докажеме вистината за Соломоновиот храм, дека е во Македонија, и да ја докажеме вистината за поврзаноста на Александар Македонски. Зошто бил до Вавилон
дали Вавилон го ослободил или го освоил. Ако знаете дека неговиот религиски живот бил зороастратизамот или религијата на вечниот оган, на Богот во нас, кој што го имплементира неговиот татко како македонски кутлеш, каде што нема никаква разлика. Имаме заедничка религиозна определеност во тој временски период. Го освоил или го ослободил Вавилон после ова мое вклучување во живо. Го ослободил, македонци мои, ги ослободил персијците од оние кои што правеле жртвување и го устолчиле Молохот. Од оние кои што ја уништиле религијата зороастратизам. Од оние кои го сменија веста писмото и од него настанува некое писмо кое што денес го знаете како арапско. Ништо не е случајно. Целта и атакот кој што се прави врз Владо Павлов 20 години уназад е на светско ниво, за да се сокрие вистината за етерот, кој му смета на Рокфелери, за да се сокрие вистината за поврзаноста и во овој временски период, јас би кажал, ослободувањето на шиитите во целиот свет е поврзано со Александар Македонски и со македонците во тој временски период. Затоа што нивното писмо е веста. Затоа што истите тие од кого потекнуваат, од Кирк први, дозволуваат да се гради Соломоновиот храм. А Александар Македонски ги ослободува. И со најголеми почести е према Кирк први. Па каде би бил Соломоновиот храм? Кога Александар Македонски го бара гробот, го пронаѓа, му е дава неговата царска наметка и го пренесува и враќа назад, за да денес некој ве лажи и да вели дека е тоа гробот на незнајниот јунак. Она му каде што претходно го изградил Сингитиум, идентично како во времето на Тројанската војна и на дарданците, затоа што знаел дека Тројанската војна била овде, околу Калемегдар, Жирнов и Авала. Истиот кој што го ослободил и персијскиот народ од сето она што му го правеле во тој временски период во Вавилон и било контра од она што персијскиот народ го живеел, од она што го создал Кирк први и вистинската религија нивна, која што е слична со религијата на Филип, за вечниот оган во нас, за вечниот Бог во нас, за вечниот кислород. Македонци мои, затоа и Кирк први дозволува да се гради Соломоновиот храм, каде што тој Соломонов храм е првиот ионизатор за прочистување на воздух од приземениот озон, каде што втора станица е Палестина, трета станица е Египет, меѓу кои и Вавилон е една од станиците каде што имало Соломонов храм. Тоа се тие ионизатори за прочистување на воздух, за да немаме денес пандемија на канцер, за да немаме денес пандемија на изливи на мозок, на срцеви удари, пандемија на вакцинација, јас би рекол, пандемија на сида. Ама вие не сакате да разговарате за вистината.
Вие не сакате да почитувате никој. Вие ги слушате поклониците на Молохот кои што сакат утре и вашите деца да ги жртвуваат. Што ќе кажат за Владо Павлов? А никој од вас нема доблес да дојде да седне и да разговара. Што имате против ионизатори за прочистување на воздух? Зарем не сакате да живеете со кислород? Зарем кислородот не е нашиот вечен оган во нас кој што ги горе протеините и јаглено-хидратите и ни дава енергија? Што имате против македонизамот и символот на кислородот во нас, македонскиот кутлеш? И тоа ви смета? Водата. Што ви смета водата? Ако е 8,2 pH, иако додатно на воздухот кој што го зимаме, кислородот ни дава кислород во телото. Уште колку работи да ви кажам. Што ви смета, ако сум во право, дека Соломоновиот храм е во Македонија затоа што Кирк први дозволува, а Александар Македонски ги дава најголемите почести на Кирк први. И зороастратизамот и писмото Авеста, каде што на плочата стое градот на мирот, стое поврзаноста на Кирк со најстариот Соломонов храм во Македонија. И тоа ви смета? Што ви смета ако поколението на Филип преку неговиот син или полубрат на Александар Македонски Птолемеј од Прилеп настанува и доаѓа другиот цар на царевите и крал на кралевите Исус Цезарион? Што ви смета тој што бил бел со плави небесни очи? Ви смета и тој? И уживате да го гледате Црномурес од оние што го гаеле култот на Молохот, од оние за кои што Александар до Вавилон дошол да ги ослободи персијците со персиска брада? Сето тоа на вас ви смета. Знам. И си велите, кјутенката ние ќе живееме. Ама еве до кај дојдовме кјутенката од сите вас. Ја нема да живеам ја кјутенката. Дајте ми доказ. Зошто Александар Македонски ги дал најголемите почести на Кирк први? А Кирк први е персиски цар кој што дозволил да се гради Соломоновиот храм. А Александар како македонски му ги дава најголемите почести. Па каде тогаш е бил Соломоновиот храм? И зошто ова плоча, кварцна, ги има најголемите почести на Кирк, на градот на мирот и писмото Авеста, кои што лажат некои археолози, кои што наводно дошле на 31. На Нова година ја зеле плочата од Овера Дувлочани и тоа писмо било арапско писмо, турско, а не Авеста. И да е турско и арапско, и цвеќето на животот да е символ на турците, вратете ни ги. Ние ќе докажеме пред целиот свет дали се турски или се персиски, дали писмото е арапско или Авеста, дали се гаела култура на ислам или на зороастратизам. Вратете ги. Или овие археолози самобендисани од посебни археолози од Музеј на Македонија, како што имаме посебни полицајци од Овера Дувлочани, најспособни, најхрабри, кои што денес еден по еден ги чешла Бог и од нив им тражија личната карта, како тие што ја бараа личната карта на Владо Павлов 100 метра пред неговиот дом. И ќе издржам, ќе ве прифатам до последниот ден,
кога ќе добиете Божјата казна со љубов за сите зло дела што ги правите према ова човечанство. Ама едно да знаете, лична карта сега на вас Бог ви бара. И ќе дојде времето многу брзо, кога ова религија ќе се воспостави онака како што треба со доказите. Ќе дојде времето многу брзо за вистината, за најстариот Соломонов храм, за се она што значи вистина за целата земјина цивилизација. Затоа што без ова вистина не може земјата да се додржи во живот. А вие, ако сте поголеми од Бог и верувате дека ќе манипулирате ова вистина и оној што ја кажува ќе го ставате на гилотина, се лажете. На Бог му е помила земјата да обстои во живот и ќе обстои без вас. Помнете и не заборавајте. Ова е доказ за вистината поврзана со зороастратизмот, со древен Иран, Персија, со Кирк I, со денешна Македонија, со древните македонци и со нашиот цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски. Ако некој друго има да докаже, да представи, нека докаже, а оние кои што чекаат да дојдат до некој одредено знаење од Владо Павлов, за да земат некој Кичановиќ повеќе во себе, и им смета Владо Павлов, што ја кажал вистината за да тие бидат вистиноносците, е повеќе од мизерно. Затоа прашувам, зошто ви смета религијата на вечниот пламен, на вечниот оган, религијата на нашиот оган, на нашиот Бог во нас, религијата на кислородот? Па зарем лажната Библија и Ватикан не ви вели што кажал Исус? Ке ме најдете секаде, и под камен, и под дрво, и околу вас, и секаде. Исус е кислород, животот. Затоа продолжете и понатаму со вашиот ум. Ние ќе продолжиме со вистината за нашиот вечен пламен, за поврзаноста од кој што настанаа денесните шиити. Ќе продолжиме со вистината за Мухамед, каде што според се тоа што го гледаме ние тимот, Мухамед ќе се роди онаму каде што е гробот на Моше или на Мојсие. Над него ќе се роде. Ама и Мухамед е Исус. И Исус е Мухамед. Нема добар христијанин ако не го почитува и сака Мухамед. А нема добар исламист ако не го почитува и сака Исус. Сето ова е поврзано со Кирк I и со зороастратизмот и писмото Авеста, идентично поврзување кое што, случајно или не, за прв пат некој ви кажува, а вие самите утврдете, истражете, докажете, спротиставете се на Владо Павлов, дека Александар Македонски бил Хитлер. Јас велам не. Александар Македонски не го освоил Вавилон. Александар Македонски го ослободил Вавилон, да ја врате на старата религија, на најстариот град во Персија, зороастратизмот. Да го ослободе персискиот народ од оние што го гајле култот на Молохот, каде што денес култот на Молохот е најмногу воскреснат
во таа прекрасна земја на Бог, од дрскиот крал, од библиските пророчанства. Затоа Армагедон ќе дојде.